civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Mimo ovие активности кои што ги спомнавте, јас во последниве 5 години сум активен студент по психотерапија. И тоа ми помага за искрено да ги сватам работите кои што сум ги правела порано, кои што ми доаѓале природно, сега веќе им се дава некоја теоретска позадина за да се подкрепи тоа и да се види што точно се случува. Кога зборуваме за мултикултурализам, за недискриминација, за прифаќање на различностите, за живење заедно со сите различни, од психолошка гледна точка, тоа може да се види како потреба за контакт. Ние имаме длабоко садена во нас потреба за контакт и таа дури според Маслоу се поистоветува со потребата за јадење, пиење, нели? И контактот сам по себе се случува помеѓу границите на две личности. Каде завршувам јас, каде започнуваш ти, тука се случува нашиот контакт. Во контактот со себе, исто така ќе видиме дека ние стапуваме во контакт со различен. Имаме тоа што би се викало поларност внатре во нашето битисување, во нашето битие, ние можеме да бидеме различни, различно реагираме на убави нешта и различно реагираме на неубави нешта кои што ни се случуваат. И тука ние уствари учиме по природен пат како да ги прифатиме различностите прво пред се во себе, а потоа и во контакт со другите. Сега, кога ние разговаравме за темата дека соживот треба да има, тоа некако, јас мислам дека не враќа во 45-тата година, кога беше братство, единство и ние треба да живееме сите заедно. Тоа е некој поим кој што е наметнат како таков, а уствари ние природно го имаме тоа, дека можеме и сакаме да живееме заедно. Сега во општествена смисла на соживотот и живењето со различните, без разлика дали различноста се состои во елементи на вера, нација, не знам, сексуална определба или некоја идеологија, или едноставно има групи, да речеме на Facebook, chocolate lovers, и има strawberry lovers. Значи, било на која база да е различноста, ние треба да живееме заедно, нели? И тоа доведе, верувам дека тоа наметнување довело да ние живееме во ист простор, меѓутоа живееме еден покрај друг, како две паралелни или 3 или 5 паралелни општества. Ако ги видиме, пример, во сексуална смисла, ние сме или straight, или сме LGBT. И имаш две паралели. Или сме, не знам, православни, или сме католици, пак има две, или сме муслимани. И цело време ние само се делиме по милион основи и живееме заедно, меѓутоа се разминуваме еден со друг. А тоа што природно налага е да живееме сите заедно, да ги негуваме различностите, да има трансфер на информации, кои што на крај на денот го оплеменуваат еден човек како индивидуа пред се, кој што апсолутно е најбитниот елемент во општеството. Има нешто интересно кај јазиците, јас тоа го приметувам кај мене. Јас говорам на 5 јазици и приметувам дека кога зборувам на турски сум многу фина. Кога зборувам на македонски сум малку погруба, на албански имам друго нешто од мојот карактер е во прв план. На англиски секако се прилагодуваме на стандардното зборување и стандардните манири кои што ги наметнува самиот јазик. И сваќам уствари дека сите овие јазици во себе носат култура. И самите диалекти на нашите јазици, пример, Северна Македонија е позната по тоа дека албанскиот јазик можеш да го најдеш во неколку варијации. Истото важи и за македонскиот јазик. И
приметувам како во различни покрајини кај нас има некои изрази, некои изреки кои што само на нивниот дијалект може да се кажат како такви и отсликуваат некоја карактеристика на луѓето кои што живеат во тоа географско, да кажеме, подрачје. Сега кога ние би се отвориле кон сите можни јазици, ние секако би биле отворени како карактер на човек на сите тие култури, затоа што јазикот, освен што е начин на комуникација, исто така е и начин да ти спатиш како функционира едно општество или еден човек, без разлика како во кој е фокусот поголем, нели? Кога би се отвориле на тој начин, ние би биле побогати како личности пред се. И јас секогаш тргнувам од индивидуата и секако дека ова може после да се отслика на цело општество или цела држава или цел континент. Јас долго време се трудам да сватам кои се тие луѓе кои што сакаат поделби. И имам една замисла за тоа што и јас, како вас, верувам во доброто во луѓето. Јас мислам дека тоа потекнува од стравот, од непознатото. Јас не познавам човек, а познавам многу луѓе кои што биле во контакт со различни и ги мразат. Јас мислам дека целата таа, ако можеме омраза да ја наречеме, се состои во некоја предрасуда која што е импонирана од, не знам дали е родителите, дали е општеството, дали е некој другар или така натака. Меѓутоа, верувам дека тие луѓе кои што, еве пример ги слушаме вака низ улици или по стадиони, јас сум израсната на трибини, ги слушаме како за цела една нација имаат дури убави песни, вака мелодични, посакувајќи смрт и такви работи. Мислам дека тие никогаш немале контакт, тие немаат ниту еден пријател од другата страна. Кога би наметнале на некој начин, барем во образованието од најмали нозе, да децата растат мешани, ќе почне тоа, знаете како, кога имаше некои хомофобични изјави и некој ќе каже, не ги сакам, ама другар ми е таков, па сега ради него ја нема, нели, да кажам лош збор против нив. И тогаш децата ќе почнат, ама јас имам едно другарче, што е различно, не знам, врз која база, и прифаќајќи го него, ги прифаќам сите слични на него. Сега, секако дека не можеме, јас не можам да ги прифатам фашизоидните луѓе. Без разлика дека тој е геј, аз сум ги прифатила геј луѓето или ги сакам, зашто ова прифаќање мене ми звучи лошо, како да сум јас некој авторитет кој може да даде дозвола, нели? Јас ги сакам тие луѓе, меѓутоа има особини кај одредени личности кои што јас не ги сакам, без разлика на што се заснова. И мислам дека со запознавање, со размена, полесно ќе ни, не само полесно, самото природно ќе се случува. Нема да има потреба. Јас моите деца никогаш не сум ги учела дека треба да ги сакаат различните. На 11 месечна возраст сум го однела детето во градинка, каде што сите се македонци, освен моето дете. И тука веќе нема простор за муабет. Тогаш природно му доаѓа. Сега, пример, се префрлува во нова школа, каде што и расни различности има. И јас коментирам колку беше симпатично тоа црното дете, и децата ми велат дека јас сум расист. Зашто никогаш не ме чуле да кажам тоа белото дете. И сега јас се трудам да им објаснам дека пошто сте сите бели, тоа белото не е карактеристика која што би го издвоила тоа одредено дете за кое што јас разговарам во моментот. Така само можеме да се соединиме, никако поинаку. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.